Благодарам, почитуван подпредседател, почитувани колеги пратеници, почитуван министер. Пред нас е извештајот на Европската комисија, веќе неколку дена дискутираме. И ова треба да биде документ кој што е лична карта на Република Македонија и треба да ни биде истовремено и патокас на каде треба да се движи државата, какви чекори треба да превземе за да се доближиме до стандардите на Европската Унија, за да можеме еден ден да станеме и полноправна членка на истата. И имаме препорака, точно е тоа дека имаме препорака за старт на преговорите со Европската Унија, меѓутоа ова не е прва препорака и треба да им биде јасно на сите граѓани пред се вас дека во континуитет ние добиваме како Република Македонија такви препораки, меѓутоа поради некакви екзибиционистички испади од страна на владите неколку пати, посебно во последните 3-4 години, постојано си создаваме нови дополнителни услови кои што досега не важеле за ниту една држава како што е во случајов со Република Македонија, затоа што имавте отстапка и спрема Грција и во најава имате отстапка спрема Бугарија. Она што ме загрижува е тоа што во континуитет оценката од Европската Унија опаѓа. Во 2009 година просечната оценка за Република Македонија на скала од 0 до 4 била 2,52. 2010 година 2,30. 2011 2,53 и така натаму, за 2017-18 да падне на 1,64 и сега за жал 2021 на 1,52. Или тоа значи уназадување и на правата и сето она што значи приближување кон Европската Унија. Посебно би сакал да нагласам по поглавја, затоа што на крајот ќе кажам овој патокас ние наместо да го искористиме, вие тука се натегате неколку дена како било 2015-2016 година, ние имаме една компаративна анализа за годините наназад, каде што се покажува добро како се движела оваа оценка од извештаите на Европската комисија и ќе одам по поглавја. Слободното движење на стоки во 2012 година во време на режимот имала најголема оценка 4. За денес да има оценка 1. Слобода на движење на работниците, одреден напредок 2. Тоа било во време на режимот, а сега додека нема режим, нема напредок, оценка 0. И тука ова треба да се унапреди затоа што ВМРО ДПМН кога беше на власт го обезбеди безвизниот режим, меѓутоа сега овие од Европската Унија не се сигурни кои граѓани на Република Македонија можат да одат и да работат, нивната професионалност да покажат дали ќе продаваат дрога затоа што тука им се даваат пасоши на секакви дилери, па затоа не ни даваат никаков напредок, ниту пак ни овозможуваат да работиме во Европската Унија. Понатаму право на основање и слобода на обезбедување на услуги, оценка 0. Слободно движење на капиталот, оценка 2. Тука имаме одреден напредок со оглед на тоа што имаме осцилација помеѓу 1 и 2 во годините наназад и тука мораме да бидеме реални. Во однос на јавните набавки, имало добар напредок во време на режимот 2013 година со оценка 4. За сега во последната година да имаме оценка 1. И тоа се должи благодарение на вашите министри кои што ја искористија кризата со COVID пандемијата, па можеа да си прават јавни набавки кои што беа нотирани како криминални и во сите останати извештаи, затоа што многу пари отидоа на нејасни места и во нејасни договори во 4 очи. Правото на трговски друштва тука било унапредено во време на режимот од 2011 до 2014, за сега тогаш било оценка 4, сега да имаме оценка 2. Правото на интелектуална собственост се нема померено, ниту чекор напред, а како и да се помери кога Коста Петров крадеше изреки од Махатма Ганди, па ги подпишуваше како свој, така не се унапредува интелектуалната собственост, се унапредува со зголемување на образовниот систем, на капацитетите на образовниот систем, со нови научници, со нови луѓе кои што ќе можат да продуцираат некаква вредност, па ќе можат и да си ги патентираат сите оние своји производи или услуги што ги нудат. Политиката на конкуренција
добар напредок имало 2012, 13 и 14 со оценка 4, во моментов оценка 0. И тоа е благодарение, ќе повторам, на сите тендери во 4 очи кои што се склучија во претходните години. Финансиските услуги, ете за периодот кога кажувате дека немало добар финансиски систем или дека државата земала неповолни кредити, во тој период имала оценка 4, за денес да има оценка 1. Информатичко општество и медиуми, 2014 година оценка 4, денес 1. И тука медиумите, за жал, се под контрола на власта, меѓутоа и би дополнил тука во делот на информатичкото општество дека доцниме со дигитализацијата, која што е една од поважните препораки, меѓутоа немаме ништо направено. Земјоделство и рурален развој сме имале 3, сега имаме 2. Значи, во тој сегмент, нашиот спасител Љупчо Николовски не може да мрдне напред еден чекор. Во однос на рибарството, сме имале добар напредок 2016 година, оценка 4, моментално имаме оценка 0. Сообраќајна политика, сме имале напредок во 2011 3, сега имаме оценка 1. Во енергијата сме имале 4 во 2011, сега имаме 2. Економска и монетарна политика сме имале 3, сега имаме 2. И така натаму, за да не се повторувам, речиси во сите области, во сите поглавја имаме назадување. Она што вие, почитувани колеги, треба да го направите како пратеници од мнозинството, не треба да ни реагирате нас, како било во времето на оној замислен режим, затоа што во извештајот убаво си ги има движењата на просечната оценка од 2,52 на 1,56. Она што вие треба да го направите е цврсто да ги следите препораките, затоа што позади секоја оценка и позади секој поглавје во извештајот, токму има прецизирано каде треба да се подобри Република Македонија, за да имаме приближување до Европската Унија и да имаме генерално подобра оценка, која што не би значила дека уште утре ние ќе влеземе во Европската Унија, меѓутоа би им олесниле на нашите граѓани во Република Македонија да имаат подобар, подостоинствен живот и да сетат барем малку што е демократија, што е слобода, или да се почувствуваат како европјани, не само затоа што припаѓаме физичка во Европа, туку и затоа што тежнееме таму со години. Исто така, она што треба да го прекинете како пракса, почитувани колеги од СДСМ, е носењето на закони со европски знаменци. Јас претпоставувам дека во наредниот период кој што следува, затоа што од понеделник ќе почнеме со активна блокада на собранието, се што можете, се ќе поднесувате со европски знаменца, затоа што на некој му гори под нозете. Наместо да се соочиме, да ги соочиме фактите, да прифатите нашата помош во насока на подобрување на стандардот на животот на граѓаните, вие постојано кажувате како е се во ред, меѓутоа од Европската комисија ви кажуваат дека не е ништо во ред и дека постојано имаме уназадување, освен во 2-3 поглавја кои што ги пофалив. Вие продолжувате со закони со европско знаменце, со закони да ги носите по скратена постапка и така натаму, со што демократијата ја намалувате. Во функционирањето на правосудството имате една препорака да се подобри информацијскиот систем за автоматско управување со судски предмети, а видовме дека во меѓувреме имаме местенки, посебно во доделувањето, како за нешто за што и вие можеби не критикувавте претходно, меѓутоа ништо не променивте. И токму затоа оценените во континуитет паѓаат, затоа што можеби некој очекувал дека вие ќе промените, затоа што имавте некоја одредена поддршка од Западот, меѓутоа дури нивните очекувања ги изневеривте, а не па на нашите сограѓани од Република Македонија. Постојано прашање околу несоодветни услови за притвор во некои затвори, полициски станици, установи за социјална заштита. Па јавете им се на Рашковски и на овој Мухамед Закири, прашајте ги како им у притвор. Тоа што тие сакале да го постигнат со овие нашиве политички затвореници кои што ги направивте терористи, сега им се мава од глава. А многу брзо верувам дека ќе им се мавни и на овие актуелни министри или на претходниот премиер. Па тогаш да видиме дали ќе се однесуваат исто спрема условите во затворите.
Инклузијата на ромите исто така посебно ме боли затоа што се уште немаме стратегија за развој на правата на ромите и така натаму. Генерално, затоа што е навистина долг извештајов, ќе кажам дека сум разочаран од она што ни се случува и наместо вие да правите компарации како било пред 10 години, треба да се вразумите и токму по овие патокази од извештајот да се водите во наредните години за да имаме одреден напредок. Затоа што овака каде што сте тргнале, Африка нема да не собере, не пе Европа. Благодарам.